она што мислам дека навистина е патот по кој што треба сите институции, а и бизнис секторот да чекориме во наредниот период со цел намалување на аерозагадувањето е дефинитивно промена на системите на загревање на објектите. Ние во понеделникот отпочнавме со средства од владата, го променивме системот на грејење во градинката Пролет во населбата Влаe 1 и практично со промената на овој систем, таму имаше котел на нафта, и тоа стар котел на нафта, сега има воздух-вода, систем на термални пумпи на загревање. Практично на овој начин се заштедува од прилика меѓу 15 и 17 тони годишно нафта кои што се трошеле за загревање на објектот. По грубите пресметки според европските стандарди, 15 до 17 тони нафта значи заштеда на 11 килограми PM10 честички во воздухот годишно. Што значи со промена на овој систем превенираме 11 килограми PM10 честички да влезат во нечии бели дробови во наредната година и во наредните години, а тоа најчесто ќе биде на белите дробови на децата, затоа што оџакот е низок и е точно над градинката во која што одат децата, а и во непосредна близина е населението на населбата Влаe, бидејќи градинката е токму во средина на населбата. Практично со оваа промена општина Карпош во урбаниот дел на општината повеќе нема неизини објекти под ингеренција на општината, урбани заедници, канцеларии на општината, градинки и школи, кои што се греат на нееколошки систем на грејење. Или се на термални или геотермални пумпи, или се на централниот систем, најчесто на парно грејење. Ни преостанува училиштето Аврам Писевски во Бардовци, за каде што сега аплицираме на новиот повик, кој што излезе пред неколку денови од страна на владата, повторно повик од програмата за справување со аерозагадувањето. Аерозагадувањето, екологијата и се она што гравитира како тематика и проблематика околу овие две оски, да кажеме, се работи кои што можат и каде што имаме во светот позитивни примери. Тоа се подкрепува и со историски податоци од такви држави, дека се сузбиваат и се решаваат само заеднички кога сите чинители во општеството учествуваат во решавање на овие проблеми. Ова не е работа и проблем кој што може да се реши со измена на закон како со минималната плата. Се менува закон и од денеска е 14.500 минималната плата. Ова е процес кој што трае, меѓутоа уште побитно е процес во кој што мораме да бидеме вклучени сите.